еве, може да добиете и снимка после вебинарот. Значи, уште еднаш се работи за интересен извештај и за домашни и за странски компании кои често ни го бараат во последно време. Тоа е cash flow или паричен тек, кој може да биде и во многу поедноставна верзија, но ние се обидовме да направиме на покомплексна, посеопфатна слика од повеќе аспекти, со што и самата корист, самиот бенефит од извештајот ќе биде многу поголем. А тоа значи дека е имплементиран преку, јас ќе шерувам сега. Мислам дека се гледа. Okay. Значи, една мала агенда во врска со имплементацијата на извештајот се одвива во неколку чекори, неколку фази од неколку аспекти. Тоа е креирање на самиот извештај со модулот Creator Plus. Меѓутоа, тука обрнавме внимание и изреализиравме уште два други аспекти, а тоа е поврзување и една по-длабока анализа, по-интересна анализа преку MS Excel и визуализација преку Microsoft Power BI. Значи, тука и графички, тука и аналитички, преглед на извештајот и ќе кажеме неколку збора за неговата имплементација кај заинтересираните корисници. Јас нема многу да должам, колешката Гордана би може да добро и многу подобро ќе го објасни. Само во склоп на агендата би додал уште на крајот ќе кажеме и во најава некои практично дека работиме и на други корисни извештаи. Овој извештај е само почеток на една серија од повеќе вакви интересни прегледи преку Helix, што може секој корисник да ги добие. На што работиме во моментот и еден ексклузивен попуст за оние кои ќе издржат до крајот на оваа презентација, на овој вебинар, значи како ексклузивен попуст. Исто така, и тука би потсетил да не следите за најбрзи и првични информации на нашите канали за комуникација на Telegram и Viber. Јас сега веднаш ќе ги ископирам во чет, можете да си ги преземете и да се пријавите. И што се однесува до самиот извештај, да не должам повеќе, би ја замолил колешката Гордана да почне со една презентација на извештајот од сите негови аспекти. Горде? Дали ме гледате? Да, сега да. Добре. Сега и се слуша. Добар ден и од мене. Како што најави и директорот, првата фаза за имплементација на извештајот за паричен тек или популарно наречен cash flow е креирање на файл од модулот Creator Plus, кој што се наоѓа во менито фирми, во Helix софтверот, нели? Во менито фирми, тие кои што клиенти го имаат овој модул, ќе им се појави во тоа мени Creator Plus. Кога ќе влезете во Creator Plus, неговата околина изгледа буквално вака и за него повеќе зборувавме на еден од минатите вебинари. Денеска многу накратко од тука само ќе ви го објаснам како се генерира фајлот кој што ни е потребен за да работиме со извештајот на парични текови. Сите извештаи се групирани, нели, во некакви групи. Фајлот кој што нам ни е потребен се наоѓа во финансово, во главна книга и понатаму тука имаме два темплејти, детален преглед на финансови движења и детален преглед. Го нарековме помошен извештај за кешфлоу и се наоѓа во вториот темплејт детален извештај. Секако, со десен клик на било кој од извештаите, еве овој, например, не е се уште внесен во фаворити,
а овој кој што има звездичка веќе е во фаворити, значи со десен клик тој е веќе додаден во фаворити и многу ми е едноставно да си го гледам тука, заедно со сите други извештаи кои што од некоја причина ми се потребни и сум си ги додала во моите омилени. Откако ќе го најдам извештајот, без разлика дали ќе го додадеме во омилени или не, она што е потребно е да го генерираме самиот извештај, меѓутоа најпрво можеме да одиме на уреди, чисто за да видите кои се полиња. Тука ги користиме, значи овие полиња од лева страна се сите достапни полиња во темплейтот детален извештај, а овие полиња тука се оние кои што ние сме ги одбрале, кои што ни се потребни за да го генерираме фајлот од кој што ќе чита паричниот извештај. Значи, ако ме следите како зборувам, не го нарекувам овој сам фајл дека тоа е паричен тек или кешфлоу, туку и самото негово име ни кажува помошен извештај за кешфлоу. Значи, ова е еден фајл кој што успеавме да го направиме преку нашите познавања на финансовите книжења и успешно веќе и го имплементиравме кај неколку клиенти. Меѓутоа предуслов, основен предуслов за да го имате паричниот тек, секако првиот предуслов е да го имате модулот Creator Plus, а вториот предуслов за да биде успешна имплементацијата е да имате такво книжење финансово секако, без кој нема финансово книжење не е возможно да има паричен тек, бидејќи се чита од финансово. Втор предуслов е систематизацијата на налозите да ви биде таква каде што лесно се доаѓа до налозите каде што книжите приливи и одливи од вашите трансакцијски сметки. Ние во моментов во Helixот немаме тип на налог, да речеме, меѓутоа можете со префикси како 01, например, да ми бидат само банковите изводи, 02 влезни фактури, 03 излезни фактури и така натаму. Значи, некаков префикс, доколку имате на налозите кои што ви се поврзани со книжења на приливи и одливи од вашата трансакцијска сметка, тогаш лесно можеме да го имплементираме овој извештај. Исто така, во моментов не можеме да направиме сегментација на салдата по банки, меѓутоа, повторно, доколку, например, 01 ви се изводи, меѓутоа 01, не знам, 001 ви е комерцијална, 01002 ви е НЛБ банка или пак со име, кое што секогаш име ќе биде исто, 01 НЛБ 02 Халк и така натаму, можеби би можеле да го направиме истото и за банки. Значи, тоа еве би било предизвик, доколку некој клиент има таков распоред на книжења, таква класификација и сака да го има паричниот тек, можеме да се обидеме да го добиеме по банки. Значи, овој, за разлика од другите извештаи, тука не би сугерирала да си додавате и да тргате некакви услови, значи овој извештај треба да остане таков каков што е и веднаш одиме на генерирај или директно, од каде што бевме тука, нели, директно на генерирај и повторно доаѓаме до истото ова, каде што ни се генерира извештајот. Овој извештај тука многу не ни е потребен, значи веднаш одиме во податоци за експорт во MS Excel, ќе ви се појави браузерот, каде што ќе си го снимите фајлот и ќе го добиете во ваква форма. Значи, ова е веќе снимен фајл на одредена локација. Исто така, ќе треба да имате на ум дека секој ден, бидејќи логично би било на дневно ниво да се вади овој извештај, откако сметководителот кој што е одговорен за книжење на приливи и одливи од трансакцијските сметки, откако заврши со книжена во Helixот и, например, финансискиот менаџер или директорот сака да го види паричниот тек, треба да се извади, значи ова би се правило секој дневно, да се извади самиот фајл во Excel, да се сними секогаш на истата локација, која што претходно ќе утврдиме при самата имплементација, значи секој пат на иста локација и едноставно само тука го имате извештајот, ништо повеќе. Ова сега
да го затвориме и толку, не ни е потребен. Меѓутоа, чисто уште два збора тука, ова е насловот кој што е истиот со самиот извештај кој што го имаме тука, нели, како ќе го крстиме, гледате, ова ви е називот во Excel, значи назив на фајлот и наслов во самиот извештај. Наслов во самиот извештај. Значи, како се вика фајлот? Фајлот се вика помошен извештај за кешлоу и насловот во самиот извештај исто се вика помошен извештај за кешлоу. Значи, не е тоа нешто некаква техникалија. Овие тука податоци кои што се обидувајте да им барате некаква смисла, навистина, тоа е се направено со оние услови кои што претходно ви ги покажав и ние сме утврдиле со одредени формули што треба да се смета за прилив, што треба да се смета за одлив, за да потоа паричниот тек чита. Значи, уште еднаш го генерираме фајлот, го снимаме тука и тој веќе не ни е потребен, слободно може и да се затвори. Понатаму, фајлот кој што ни е потребен за да чита од помошниот извештај и кој што фајл ние веќе го имплементираме кај вас, значи ова е Excel фајл, кој што би ви го пратиле на мејл или на друг начин би го имплементирале кај вас, меѓутоа самиот помошен фајл мора да го имате од Creator Plus, да го имате како модул, нели, во Helixот, да си го извадите помошниот фајл и потоа овој Excel фајл чита од тој помошен фајл. Се надевам дека е разбирливо технички како функционира. Сега ова веќе има повеќе смисла, нели? Тие податоци таму, тука се презентирани на поинаков начин и веќе можеме да гледаме што отприлика ова ни значи. Значи, тука гледаме дека почетната состојба на нашите збирно трансакцијски сметки, значи без разлика дали имаме 1, 5 или 10, во моментов ова е збирна состојба на сите трансакцијски сметки за одредени периоди. Значи, нормално почетна состојба на 1.1. на моите трансакцијски сметки е толку и толку. На истиот ден немало никакви приливи и одливи, меѓутоа веќе на 2 јануари гледаме дека имаме прилив во износ од 1 милион и некаков ситен одлив. Прво што ме интересира е да видам по основ на што е тој прилив. Тука ги ставивме контата, ова е исто опционално, значи може да стои назив без конто, може и конто број и назив заедно, значи кој како преферира, тоа е веќе на ниво на имплементација, директно кај клиентот, не е важно како што би стоело. Некои од овие конта немаат комитенти, меѓутоа 120, сите знаеме дека си е аналитичко конто, си има комитенти и мене ме интересира на 2 јануари кој комитенти ни плати. И веднаш тука можам да видам точно кој комитент колку ми платил на одреден датум. Нормално, истото би било згодно и за одливот. 220 или еве банкарски провизии, некакви камати, значи со назив на конто сепак е по-брзо и секој може, некој што не ги разбира, сепак повеќе да гледа. Значи, еве гледаме дека некаков одлив, ова е некоја банкарска провизија која што ја имам баш на тој ден 2.1. Меѓутоа останатите денови многу лесно гледам оној вработен во компанијата кој што ми е овластен да врши плаќање, нели, гледам кому се платени тие одливи од мојата трансакцијска сметка. Ова тука исто така е интересно, значи јас го креирав вака, како некакви недели, тука да имаме, па лесно можам во секоја недела да си ги видам деновите. Меѓутоа, тоа е опционално, може да го подесиме тука месеци да имате, може да нема никакво групирање, само денови да бидат, значи кој како преферира, тоа лесно се подесува. Овие филтри се исто интересни, например, еве сакам само првиот квартал, па тој веднаш ќе ми ограничи до 14-та недела, значи тоа би било до 31 март, како ден, или пак сакам да го видам само вториот квартал, па не знам, тоа би било таму до 36.
и нормално на крајот на секоја недела имаме плюс и тотал, бидејќи така ни се групира. Исто така, значи како работите со ова, видовте веќе, значи филтер за еден квартал или друг квартал, ако не сакам филтер, тука едноставно го чистам филтерот, можам исто да филтрирам само приливи, само одливи, да го тргнам филтерот, или пак можеби сакам само одреден месец. Ако сакам по денови, многу едноставно, тука ќе им направам експанд на сите и веднаш ќе ги добијам, наместо едно по едно да ги одгрупирам, веднаш ќе ги добијам сите денови во месец февруари и така натаму. Сега гледате дека има два шита овој файл, или еве веднаш тука ќе ги групирам. Колапс. Ова е првиот шит ни ги покажува промените. Значи, буквално промените. Ова ни е, ајде по денови е подобро да го гледаме, првата недела. Значи, ова ми е салдо на 1 јануари, меѓутоа ова не е салдо на 2 јануари. Ова не е салдо. Значи, ова се промените. Салдото го добивам ако го соберам први со втори, нели, кој разбира овие работи, кој работи ме разбира што зборувам. Ако го соберам ова со ова, го добивам салдото. Меѓутоа се глупаво би било тоа да го правиме, нели, секојдневно. Затоа тука имаме уште еден шит кој што на 2 јануари ни го покажува салдото. Значи, еве ова плюс ова, ако го собереме 5.133.000, кое што веднаш го гледам тука како салдо. Значи, фактички, после сите промени на приливи и одливи во паричниот тек, новото салдо на дневно ниво, на неделно ниво или како сакате, го гледам фактички во овој шит. А овие тука бројки се кумулативни промени, значи кумулативен прилив до 2 јануари, кумулативен прилив до 3 јануари, кумулативен одлив и така натаму. Значи, гледате и самата почетна состојба ја дуплира секој ден, значи кумулативно се овие бројки. Ова е самиот Excel, кој што сметам дека доста би бил корисен и лесно, оно што би ги читал овие бројки, лесно би дошол до она што му е потребно, кој денес ми платил, кому е платено и така натаму, или пак колку ми е денеска салдото на трансакцијските сметки. Меѓутоа, ние отидовме еден чекор подалеку, сакавме некако поубаво да го визуализираме сето ова, и Microsoft, знаете, денеска има многу алатки, секако Excel-от е една од нивните алатки. Исто така бесплатна алатка е Microsoft Power BI Desktop апликацијата, имате и за мобилен, исто така. Power BI, значи доколку секако би сакали оваа визуализација, тоа се ви е вклучено во пакетот, ќе треба секако да си ја инсталирате апликацијата и понатаму ние ќе имплементираме и самиот Excel и самиот Power BI файл. Она што тука е поубаво да се види, значи визуелно, тука сега јас така сум ги групирала, нели по квартали, меѓутоа многу лесно доаѓаме до месеци, доаѓаме до недели, гледате, ова е број на недели, прва недела, втора недела и така натаму, или пак до самите датуми на книжење. Значи, толку лесно може да се дојде и до одреден датум. Интересно е да се види овој долниот график, кој што е тип на визуализација, така наречена waterfall, или како еден водопад. Што ми покажува? Значи, ми покажува дека во првата недела имаме нето приливи. Гледате, increase, decrease, значи зголемување, намалување. Во првата недела повеќе сум добила приливи, отколку што сум плаќала. Во втората недела повеќе сум плаќала, отколку што сум добила пари, и тоа за 825.000 денари. Значи, лесно се гледа која недела или кој месец, како сакаме, кој квартал, сум имала на нето повеќе приливи. Еве мај, например, веднаш тука се гледа дека имало големи приливи и логично, веднаш во јуни па имам и некаков поголем број на одливи, во поголем износ. А ова тотал ми го дава буквално салдото. Значи, гледате 10.700.000, кое што заокружено во милиони е 11
секако за окружувањето можеме во илјади, во милиони, како сакаме. Тука е салдото, значи ова е салдото, а ова е визуелно прикажано салдото преку неговите приливи и одливи. Можам да вршиме филтрирање по периоди, јас така ве сум ставила 2 квартали, може и месеци да се извадат, ако ова го правиме споредбено меѓу години, може и години да се извадат, и веднаш штом кликнеме одреден филтер, сите графици се менуваат, ни го даваат она што треба да го добиеме и еве 5 милиони е салдото во првиот квартал. А ако не сакам филтер, вкупното салдо крај на периодот до 36 тука имаме податоци, е толку и толку, или пак на одреден датум, ако сакам да видам. Гледате, тука имаме 2 календари, значи можеме преку календарите да одбереме точен датум, или можам тука да си работам со овој слайсер. Значи на 14.6 сум имала салдо на сите трансакцијски сметки во износ од 18 милиони денари за окружа. Ова е најголемиот бенефит според мене во Power BI. Исто е убаво, не знам, некој директор, например, од вашата компанија сака овие работи да ги гледа. Ова од прилика ни кажува Power BI на view на мобилен, поглед на мобилен како би личело, и исто така тука може да се види кој што сака, да си го види директорот денешното салдо, да знае во секое време како стои со кеш. Овој тука шит е повеќе истиот како оној во Excel, што ви го покажав, значи буквално, еве тука имаме, не знам, и години, и квартали, истото е, нели, дали ќе ставаме филтер или не. Потполно истото и тука, го имаме контото, па имаме од кого имаме приливи, а ако кликнам на 120 ќе ми ги даде комитентите и така натаму. Значи буквално истото што го имате во Excel, можеби некој ќе му биде згодно. Нема да го сака Excel, ќе сака само Power BI, значи тоа зависи од вашите желби. И сега скоро пред стартот на вебинарот се обидов на брзина, ова е дел од вградената вештачка интелигенција, така да речам, на Power BI. Можете со одредени прашања, точно тука, например, колку е салдото на 2.6. И веднаш ќе ми даде одговор, нели, или колку се приливите на, појма немам, тој датум, значи само со промена на датумот ќе добиеме одговор. Тој поминува, нели, низ податоците, 10.3. Немаме приливи, веројатно е викенд. И, значи, приливи на 15.3 сме имале 1 милион, одливи на одреден датум, салдо и така натаму. Значи, ова се некакви така брзи прашања што може да се постават и веднаш да добиете одговор. Она што понатаму би сакале да го направиме е размислуваме во таа насока, значи лесно да биде достапен кешфлоуто за било кој клиент, дури и да ја нема онаа организација на налози која што е напоменав. Тоа ќе изискува поинаков начин на книжење, односно дали ќе има некаков тип на налог или од некоја банка кога се книжи одреден извод, ќе видиме како ќе оди, во која насока ќе се развие понатаму софтверот. Меѓутоа, навистина сметаме дека ова е една потреба, особено за финансиски менаџери или пак доколку сте компанија во собственост на странска компанија, Power BI-от, например, за тоа е многу има добра опција, доколку си сте некаков Microsoft партнер или си платите, не знам тоа како оди со Microsoft, треба да се види, вие ќе имате една опција буквално како да го качувате ова на веб страница, меѓутоа не е јавна веб страница, туку интерна веб страница помеѓу вас и вашиот партнер во странство, да речеме, и само ја објавувате, овој файл го објавувате и тој веднаш преку интернет пристапува и ги гледа податоците кои што вие му ги презентирате. Секако тоа може да биде за било каков извештај, не само за парични текови.
за било какви анализи на финансиски извештаи или било што би се направило во апликацијата Power BI Desktop. Ние работиме и понатаму на други интересни извештаи, за кои што секако би имале посебни вебинари каде што би ги објасниле. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Да, јас ја објавив дека слободно прашањата може да се поставуваат во чат и ги одговориме сите на крај. Благодарам, колешка Гордана. Мислам дека тоа беше презентацијата. Да, од моја страна Да. е толку, освен ако Супер. не би се задржувала сега на технички што е како е, сепак мислам дека целта на вебинарот не е тоа. Кој има потреба, слободно стоиме на располагање да објасниме. Да, јас малку ќе навлезам во оној техничкиот дел. Значи, уште еднаш да на некој начин ја упростиме целата оваа структура. Што значи овој извештај? Овој извештај практично значи една, како што најавив, една комплетна имплементација од наша страна. Значи, не е обичен извештај што би можел да биде, меѓутоа вака е многу по сеопфатен, многу поинтересен, по-практичен, во смисол на тоа дека се креира еден извештај со помош на креаторот плюс модулот, меѓутоа во соработка со нашиот корисник, значи оној што сака да го има извештајот, заеднички разговараме на кои конта се вршени книжењата, кои налози, на кој начин, значи, за да го добиеме резултатот, и креираме заеднички, повеќе од наша страна, значи еден готов извештај кој ќе биде имплементиран во рамки на Креатор плюс модулот, и понатаму тој извештај ќе биде буквално едно копче генерирај и тој ќе биде готов. Со десен клик експорт, она што ни го покажа колешката Гордана, се експортира секогаш во предефинирана патека со едно исто име, значи максимално упростена постапка, и се добива еден поидовен, тука намерно оставивме еден меѓу чекор, еден Excel, кој може и на корисникот да му послужи како резултат, меѓутоа служи и како извор за понатамошните прегледи, а тоа е вториот Excel и Power BI извештај. Значи, буквално со едно генерирање и експорт во Excel ги добиваме сите следни извештаи, прегледи и визуализации. Овие два резултата, крајни резултата би ги нарекол, тоа е Excel образецот во моментот што го гледаме и Power BI визуализацијата, и понатаму сме спремни да ги кастомизираме, да ги евентуално прилагодиме према потребите на самиот корисник. Power BI е бесплатна варијанта, дури оставена и на корисникот да може да менува сега оно што ги разбира повеќе, го разбира користењето на Power BI, може да, например, да промени фон, да зголеми фон, боја, лого, слика, да си воведе свој некој резултат дополнителен така натака. Меѓутоа, од наша страна би ја изведе комплетно заеднички со корисникот целата имплементација од конструкција на извештајот, преку анализа на работењето до самите крајни резултати и во Excel и во Power BI на Microsoft. Значи, тоа е она што го спомнав како комплетна реализација и на кој начин сето тоа би се одвивало. Ректор, ако може да дополнам, може, бидејќи ве технички, значи како ги добивате новите бројки? Рековме откако одговорното лице за книжење на изводите ќе си ги искнижи, нели, во текот на денот изводите и дава информација, да речеме изводите се искнижени. Некој би бил одговорен да го симне тој файл од креаторот и да го сними на одредена локација. И понатаму, оној што го користи Excel файл, се што треба да направи е, најчесто, нели, кога ќе отворите Excel, се наоѓате во менито Home, значи се што треба е да се оди во менито Data и да се кликне Refresh All. Значи, првиот пат може да трае и подолго, и понатаму веќе ова се ќе работи. Значи, тоа е се што треба да се направи.
Сега нас тука патеките не ни се подесени. Значи, се што треба да се направи е рефреш. Чисто технички, истото е и тука со рефреш во, јас тука ми е горе ова со од зумот, не можам да го фатам. Значи тука во менијата исто така има копче рефреш и исто така тука се добиваат веднаш новите податоци. Значи тоа е. И исто сакав да кажам дека ова е еден вид на директна метода на кешфлоу, значи оние кои што ги прават финансиските извештаи нели како прилог на годишните сметки, знаат дека паричен тек веќе се изготвува, меѓутоа таа е една индиректна метода помеѓу билансот на успех и состојба, а ова е директна метода каде што директно гледате кому сте платиле, по кој основ сте платиле или сте наплатиле. Значи, една разлика помеѓу два типа на парични извештаи. Супер. Значи, со една реченица, едноставен експорт со СВС на самиот извештај. Еве, јас ќе се префрлам на мојот дел. Значи, со еден едноставен експорт на извештајот во Excel, а во самиот Excel и Power BI со еден клик рефреш и ги добиваме сите податоци. Значи, тоа е најкраток можен пат за добивање на извештаите поради постапката што ни ја диктира и Microsoft за користење на овие апликации во склоп на MS Office и Power BI пакетот. Отприлика тоа е тоа за извештајот. Доколку имате прашања, уште еднаш ќе повторам слободно во чет. Јас сакав и спомнав на почетокот овој извештај дека ќе биде само најава на уште вакви корисни извештаи. Еве, само ќе спомнам, ќе најавам уште еден интересен извештај кој се добива од материјалното работење. Значи, извештај од материјално работење, количински и финансиски, меѓутоа споредбен извештај по години. Нема да навлегувам во детаљи, значи го споредуваме резултатот од работењето, пример, од оваа година со минатите години во ист период за одредени, пример, производи, комитенти и така натаму. Значи, исто доста баран извештај, интересен, корисен за еден увид во текумното работење и споредба едноставно каде се движиме, дали сме подобри или послаби во однос на минатите периоди и минатите години. Во моментов на што се работи, имаме, може да кажеме дека успешно го имплементираме дигиталниот подпис на фактури, на задоволство на корисници, со една доста оптимална комерцијална цена, комерцијални услови, значи не одиме со наплата по фактури како некои конкурентски софтвери од фактура, да речеме денар 2, 3, 5 или 10, или со закупување на пакети, значи едноставно со некоја еднократна цена го добивате модулот на задоволство и на заштеда на време, заштеда на ресурси, поекономично работење на вработените и, што е најважно, нема доцнење на фактури, нестигнати фактури од страна на нашите поштенски сервиси и трошоците се значително намалени. Има прашања, директоре? Да, има прашања. Пред да преминам на одговори, само би спомнал еден ексклузивен попуст кој важеше до предодеден период, меѓутоа еве би го доделил на сите кои се присутни на овој вебинар, па дури и на оние кои се најавиле, меѓутоа од оправдани причини можда не успеале да присуствуваат. Во поглед на една интересна побарувачка имаме последен период по засилена на набавка на кориснички лиценци. Јас во следните 7 календарски денови би го одобрил попустот на присутните од 10% за набавка на кориснички лиценци. Па, кој има потреба од дополнителни лиценци може да ни се обрати и да го добие попустот. Ајде да преминеме на прашањата.
Дали оваа година се подготвува автоматизација на годишна сметка за трговец поединец, вклучувајќи ДЛДБ, ДЛДДБ, образци за УЈП. Вака, завршната пресметка во автоматизирана форма ја имаме не со години, со децении, меѓутоа за мали и средни предпријатија, што значи дека све што е нестопанство, големи субјекти и така натака, малку се завршните пресметки се разликуваат, има дополнителни образци, конта за книжење и така натака. Прилично поголема работа е да се изработи нов тип на завршна пресметка и кај корисниците не сме наишли на некое инсистирање, обично се тоа и помалку такви субјекти кои се водат, така да остануваме и понатаму на овој тип што го имаме, меѓутоа јас, комитетот кој го постави прашањето, би го повикал да ги разгледаме овие образци. Финално отворени сме за да ги разгледаме и да изработиме некои решенија, меѓутоа да видиме колку се слични, колку различни. Времето не е некое толку кратко до завршните пресметки, значи имаме време, така да ги разгледаме, па да земеме став. Значи тогаш би можел да одговорам по-конкретно, може би се работи за помала модификација и зошто да не ги изработиме. Нешто слично, дали преку оваа форма на извештај некако можеме да подесиме подготовка и на XML фајлови за статистика, например ДВ, КВ, ИНВ, 1 и така натака, кои образци и други образци кои се изготвуваат со сметководствени податоци. Исто еден повик да ни се обрати комитетот, бидејќи по името не можам да препознам ГМЦ е насловот, да ни се обрати да ги разгледаме. Сум отворен за соработка за образци кои се однесуваат на размена со надлежните институции, така да имаме многу XML формати од даночна пријава и така натака. Така да мислам дека не е неможно да ги направиме. Значи, да ги разгледаме и да се зафатиме за работа. Мислам дека би можеле да ги направиме, доколку ги немаме. Доколку имам повеќе сметки, дали може да видам прилив на дневно ниво за одредена сметка или приказот е збирно за сите сметки. Овдека има два моменти, колешката Гордана нагласи дека со одредени префикси, моментално како што постои, како што е организирано решението во Хеликсот, финансовото книжење, може со одредени префикси да се одвојат, значи префикси за налози најчесто, да се одвојат книжењата за различни сметки. Меѓутоа, јас само ќе најавам во припрема дека веќе се работи тоа решение на ниво на ставка, во исти финансов налог на ниво на ставка, да може да се додели и тоа на практичен начин, да се елиминира што повеќе е можноста за грешки или да се пропушти некоја банка. Така да на ниво на книжење би имало информација за која сметка се работи и тогаш веќе овие извештаи што ги погледнавме се спремни и за кешфлоу и за одредени сметки. Значи избирно и за одредени сметки. Во моментот доколку постои некое правило, префикс или на некој начин по кој би ги разликувале книжењата на одредени сметки, можеме тоа да го организираме. Тоа е на ниво на изготвување на извештајот кој доаѓа од модулот Креатор Плюс. Значи може Директор, да ако може само, јас Може би тоа, да. препорачала на клиентот да ни пише на комуникација@zonal.com.mk или да се јави на нашите телефони. Ќе направиме анализа на книжењата кај нив и ќе одговориме дефинитивно дали е возможно или не во моментов. Да, во секој случај, значи пред реализација и имплементација би имало анализа на работењето, разговор како се одвива книжењето, дури одреден вид и контролинг, например, доколку се појави некаде некоја грешка или некој отстапување, би помогнале тука за тоа да го средиме заедно и така. Дали се размислува за автоматизиран експорт на помошните извештаи на претходно дефинирана локација од Креатор Плюс? Во моментов секој извештај има предефинирано име, меѓутоа локацијата, доколку се повикува извештајот од повеќе компјутери, локацијата може да биде различна. Ако се работи на одредена мрежна локација, тогаш можда и би можела да биде заедничка, меѓутоа за локални патеки најчесто се разликува.
Ние имаме идеја, ама тоа би било во процесот на имплементација, во Quick Links од лева страна да бидат меморирани на ниво на Windows околината, да бидат меморирани некои такви патеки, меѓутоа не е никаков проблем и да се дефинираат на ниво на извештај, меѓутоа пак ќе повторам, не се може да применливи во секоја ситуација. Меѓутоа, ако може, ако се работи за мрежна, интернет, клауд, VPN, било каква локација, тогаш би можело и таква патека да биде од корист. А од друга страна, ние работиме и на периодично генерирање на извештаи, меѓутоа ова е на ниво на модулот Creator Plus, генерирање и испраќање на извештаите по мейл. Тука би можеле и на одреден предефиниран тайминг, да овие извештаи се снимаат автоматски на одредена патека. Значи, тука сме негде при крај со или во тек со таа реализација и би можеле тука да направиме една интересна комбинација да овие извештаи ги добивате во одредено време, на одредена локација и така. Значи, може, тоа е можно да се направи. Колку што разбрав, оваа опција треба да се купи, ја немаме во програмата, која е цената на оваа понуда. Исто така би сакала да знам за автоматизацијата на годишната сметка за трговец поединец, дали работите на усовршување на книгите работни. Треба да напоменам, претходните книги беа подобри, зависи сега во кој аспект. Значи, уште еднаш ќе повторам, годишната сметка за трговец поединец имаме време, треба да ја разгледаме, да видиме што значи, кои образци, на кој начин се пополнуваат, дали можеме да искористиме некој дел од модулот за завршни што во моментот го имаме или треба од почеток да се изработи. Че тука уште еден повик да се слушнеме и да ја разгледаме таа опција, а за книгите, претходните книги беа подобри. Дали значи дека законот малку, да се изразам така, искомплицирал, усложнил, или од страна на нашите книги ние ги следиме законските прописи. Тука колку се сеќавам, оние книги РКМТ, КРМ, КЖС, КПУ, се некои 7-8 книги до книга за златари. Ако се мисли на тие, немало долго време некоја промена, меѓутоа убаво да ја рефрешираме и ова опција во Helixот. Значи, најдобро да се слушнеме и да разгледаме, да го разгледаме цел процес од пополнување, ажурирање на тие книги до крајот, а тоа е завршна пресметка за трговец поединец. Значи, обратете ни се, ќе разгледаме заедно зашто се работи и зошто да не направиме уште една опција. Дали има уште некој друго прашање? Слободно пишувајте, еве, дури и да не се работи за денешната тема. Денеска го презентиравме кешфлоу, ќе се огласиме уште со неколку интересни извештаи, меѓутоа сепак сите овие и извештаи и опции ги бираме по највеќе по сугестија и потреба на нашите корисници. Значи, она што најмногу се бара, она што е најмногу потребно, го земаме како приоритет. Затоа ве повикувам, еве, во follow-up една порака што ја добивате редовно после и ова работилница исто така ќе ја добиете, да ни сугерирате, да ни испратите некоја ваше барање, прашање, сугестија, предлог, како би се ориентирале, како би се насочиле и во развојот во иднина. Уште некој прашање? Да почекаме или еве може да. За цена на опцијата ќе пропуштев да кажам. Вака, тука е потребно, тука има два дела за кешфлоу конкретно, за овој извештај. Еден дел е корисникот треба да има опцијата, да го има модулот Creator Plus, и тука имаме цена за купување, посебна цена само за одредени модули, например само материјално, само финансово, само комбинирани извештаи, мало продажба, шифрарници и така натака. Значи, на тој начин даваме едно олеснување за купување на Creator Plus модулот и уште едно олеснување без да се купува со
плаќање само на имплементација. Тука би била инсталација, обука, некои адаптации и на системот, и на Helixот, објаснувања, да речеме некои пример извештај и така натака. Значи, оваа опција важи за корисници на активен пакет и во тој случај нема потреба да го купат модулот, туку го користат неограничено во траење на договорот за одржување. Опциите се потполно исти, дали со имплементација или купување, со таа разлика само на еден дополнителен леер или едно дополнително ниво на контрола и безбедност во креаторот, односно за оние што ќе го купат, добиваат плюс можност да ги организираат вработените како администратори на одредени модули и темплеити до ниво на извештај и ниво за користење и за креирање на тие извештаи. Значи, малку поголема сигурност и безбедност во користењето на креаторот, иначе по можности не се разликуваат опциите. И вториот дел од овој конкретно кешфлоу извештај е неговата имплементација, значи тоа е еднократен надомест за целата таа реализација, инсталирање, самата активност заедно со корисникот да се одредат конта, да се провери извештајот, да се направат некои кастомизации, така да конкретна цена не би можел да кажам во моментов. Све зависи од потребите на корисникот, од неговите очекувања, колку би имало, освен ова што го имаме поготово, колку би имало дополнителни доработки, меѓутоа сакаме за некоја минимална цена да постигнеме максимален ефект и да ги исполниме сите очекувања на корисникот. Значи, еден дел е поседување на модулот Креатор Плюс, што би бил и на општо задоволство и за други извештаи на корисникот. И вториот дел е само за кешфлоу, за овој извештај, негова реализација и имплементација заедно во соработка со корисникот и од наша страна. Така да, еве, пак ќе кажам, цената може да биде варијабилна. Пратете ни некој допис, во еден краток разговор би можеле да ви дадеме понуда, што мислам дека сигурно ќе биде финансиски исплатлива према крајниот резултат што ќе го добиете. Добро, уште еднаш ќе повторам, значи, еден follow-up ќе добиете околу 15-30 часот. Би ве замолил, би ве повикал на една оценка која би ни значило и едно наше самооценување до некаде, а и би ве повикал на предлози, на сугестии, на барања, прашања дополнителни, што би ни дале насока и за идни работилници и вебинари. Доколку нема други прашања, ја би се заблагодарил на сите за присуството. Ви посакувам убав ден и довидување на следна работилница. Пријатно.